моментот кога ќе се отворат вратите од авионот и кога ќе излезете на самиот аеродром се осеќа потешко дишење. И тоа дури во тој дел од градот каде што нели е надворот градот и кога ќе дојдете веќе во центарот и во кисела вода аеродром веќе се осеќа многу потешко дишење. Зошто носите маска? Па видите колку е загадено, вчера поготово. Жалосно. Со страв дека кога ќе излезеш нешто ќе те погоди. Нешто ќе дишиш што не треба. Кој не стравува? Нормален човек секој стравува. Па и јас. Што очекувате државата да направи во врска со овој проблем? Ништо. Што ќе направи? Ништо не може да направи. Не може да направи се дека се увезува отпад. Нашиот е малку, го гледате центаров како, јас сум секој ден по градов, значи никаде не можам да видам чисто. Без обзир кој ќе дојде. Државата веќе прави со векови, ама ништо не направила. Треба мобилизација на луѓето и свеста да се освестиме дека самите треба да се бориме за подобра средина. Да се направи повеќе зеленило, да се насадат повеќе дрва, да имаме чист воздух. Тука има многу фактори што влијаат на тоа. Многу. Затоа државата од не знам од кај да почне, буквално. Вие да сте на власт, од каде прво би почнале? Па, би почнал од најкрупното, после најситното на крај. Тие поголеми загадувачи што се. Или ќе посеваш филтри, или клjuč на врата. Друго нема, али и тоа е па една највише они плаќаат, инвестираат во државата, од тоа што ќе обстави државата. Како ќе полни касата? Јас да сум на власт би тргнала од сето тоа што го загадува градот. Значи палење на гуми, палење на отровни материи, испуштање преку филтри, значи нефилтрирано и сето тоа.